Ја испраќаме годината уште 3 дена. Со какви впечатоци, дел од темите кои што ги имам предвидено за разговор со министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски во утро. Добро утро. Добро утро. Министре, благодарам што одговоривте на поканата и сте наш гостин утринава. 2025 беше година со многу општествени предизвици, особено за Министерството за внатрешни работи. За 3 дена завршува оваа година, па би сакала како за почеток да ве прашам вас лично, како министер за внатрешни работи, како вие ја оценувате годината? Тешка година. Година каде што, како што кажавте и вие, Македонија имаше огромни предизвици поставени пред себе. Особено Министерството за внатрешни работи. Година во која што ни се случи кочани. Година каде што како држава видовме до кое дередже сме доведени со сите оние системски слабости на кои што од година на година се повеќе и повеќе се навикнуваме, нажалост. И видовме дека попуштањето на сите оние правила на игра од страна на секој еден вклучен во рамки на системот, од страна на секој еден граѓанин, на крајот буквално може да не донесе до страшна катастрофа која што може да начини огромен број на човечки животи. Лично за мене најтешка година во мојот живот, каде што слободно можам да кажам дека буквално ги преживеав најтешките моменти до сега во животов. И сметам дека ни едно семејство, ни еден сосед, ни еден татко, ни еден брат, мајка, сестра не заслужуваат да го доживеат она кое што особено го доживеа кочанчани година. Така да се надевам дека ваков тип на системски слабости кои што не носат до ужасни човечки катастрофи, ќе не научат дека мораме да го почитуваме законот, мораме да почитуваме правила на игра, мораме да ги почитуваме стандардите, мораме да ги почитуваме правилата за безбедност, доколку сакаме да живееме во едно нормално општество. Не смееме да си дозволиме во иднина да ни се случи нешто приближно на она кое што ни се случи оваа година. И поради тоа, мораме да сториме се кое што ни е на располагање, за да конечно еднаш за секогаш се научиме како европјани дека мора да ги почитуваме правилата на игра. Без разлика дали станува збор за правила на игра поврзани со противпожарни правила, правила на игра поврзани со безбедност во сообраќајот, правила на игра поврзани со плаќање на данок, правила на игра поврзани со здравствени протоколи и така натаму и така натаму. Едноставно, ако сакаме да говориме дека Македонија е демократска земја, Македонија е земја која што природно припаѓа во Европа и природно припаѓа во рамки на европското семејство. Мораме она кое што го правиме кога сме надвор од Македонија, да го правиме и во Македонија. И тоа не е топла вода, ние не треба чуда да измислиме се. Не треба не знам што да направиме за да едноставно си го подобриме животот. Треба да ги почитуваме правилата на игра, да работиме, да дадеме максимум од себе си, резултатите ќе си дојдат. Министре, за да успееме во сето тоа, мора институциите особено да се ја вршат добро својата работа, затоа што кога сме надвор, споменавте, ги почитуваме правилата и прописите, затоа што знаеме колку е строга казната од поинаков аспект, мора да знаеме дека и кај нас ќе не стигне строга казна и дека ќе мора да ги почитуваме правилата и прописите, така? Односно институциите да ја работат работата. Зборувавме дека беше тешка годината, многу работи се случија, веројатно работи во кои што и слабостите кои што сме ги имале уште повеќе излегува на површина и вие ги знаете во вашата институција. Ќе
претрпи промени? Искуствата во 2026-та ќе ги насочите ли во насока на тоа дека треба да се направат промени во Министерството за внатрешни работи, во начинот на функционирање? Видете, оваа година се случија и добри работи во рамки на Министерството за внатрешни работи. После 30-40 години во еден објект каде што полициските службеници со чадор ги вршеле своите редовни работни задачи допред 2-3 недели, заради тоа што кога врнело, буквално течело сегде во просториите, тоа мислам дека го видува граѓаните. Конечно, после 30-40 години имаме нов објект, како полициска станица Бутол, каде што полициските службеници може да... Услови како што доликува. Си ги обавуваат своите редовни задачи, а при тоа граѓаните да може да пристапат во еден нормален објект, кој што ќе ги има сите оние нормални стандарди како секој еден друг објект во Европа, каде што институција пружа одредени услуги. Конечно, оваа година имаме, после не знам колку време, за прв пат реновирани простории токму во рамки на македонската телевизија, каде што се сместени управните служби и каде што македонските граѓани, особено скопјани, ќе може да во еден многу културен објект си ги остварат сите оние права кои што Министерството е должно да им ги овозможи согласно закон на македонските граѓани. Исто така, оваа година, после не знам колку години, 10 на 15 години, конечно е направена на поголема набавка на моторни возила обележани, значи полициски возила, кои што се основен услов за функционирање и работа на полициските службеници. И со овие 120 возила навистина добиваме многу и како Министерство за внатрешни работи и како држава, особено заради тоа што огромен број од нив буквално ќе бидат движечка полициска станица, заради тоа што во рамки на полициското возило ќе имаме компјутери, соодветни уреди за комуникација со останатите полициски службеници и со циковите и СИКСот во рамки на Министерството за внатрешни работи, така да навистина ќе го подкренеме професионалниот капацитет на Министерството од аспект на сите оние конкретни чекори кои што ги превземаат полициските службеници кога се помињу граѓаните по улиците и така натаму. Навистина имаше многу работи кои што за прв пат се случија оваа година. Од позитивен аспект. Тоа е последица на многу работа на полициските службеници, многу работа на тимот на луѓе околу мене и навистина и во иднина оваа, особено 2026 година која што следи, ќе не очекуваат многу позитивни проекти кои што јас искрено се надевам дека ќе го сменат не само на подобро нашето општество, туку дека ќе влијаат и кон промена на менталитетот на македонскиот граѓанин, дека навистина знае да ги ужива европските вредности не само кога е надвор од Македонија, туку и кога е во Македонија. Каква е безбедностната состојба во државата? Стабилна. Тоа е зборот кој што се користи најчесто кога командирот на полициска станица репортира спрема министер за внатрешни работи. И таква е состојбата безбедносна во Македонија. Слободно можам да кажам дека можеби во овој момент имаме најбирна безбедносна состојба од сите наши комшии на Балканот, имајќи ги предвид оние протести кои што ни се случуваат во соседството. Имавме доста, да кажам, тензични ситуации во поголем број од нашите соседи во изминатиот период, така да сметам дека имаме една стабилна безбедносна состојба во Македонија, која што е нормално предпразнична, со поголема раздвиженост на граѓаните, со поголема присуственост на граѓаните на плоштадите во рамки на трговските центри. Тоа е најнормален да речем чин на поголема фреквентност на македонските граѓани во овој временски период. Не очекуваат новогодишни прослави, централни новогодишни прослави низ повеќе градови низ државата и во Скопје на плоштад Македонија. Дали Министерството за внатрешни работи е подготвено со капацитет да одговори на предизвикот новогодишни прослави на отворено? Секако.
Македонската полиција ќе биде присутна за време на како пред новогодишната ноќ, за време на новогодишната ноќ, така и наредните денови. Секако нашата присутност ќе биде зголемена и видлива на оние места каде што имаме поголема фреквенција на граѓани, но ќе бидеме присутни генерално на територија на цела Македонија. Имаме соодветни капацитети за да одговориме на сите оние предизвици кои што евентуално би можеле да се случат. Македонската полиција, нажалост, нема да до оваа година биде видлива во рамки на една нова униформа која што доликува да има. Успеавме да ги обновиме униформите на полициските кадети, кои што се во рамки на полициската академија, и на специјалните полициски сили во овој, да речем, месец-два се очекува да биде заменета униформата. Се надевам дека најбрзо тоа ќе го сториме и за сите останати полициски службеници во Министерството за внатрешни работи. До година се очекува да имаме една нова ребрендирана униформа, посовремена, за сите полициски службеници кои што се во рамки на граничната полиција и на редовната полиција. Тоа претходно заборавив да го напоменам. Споменавме предновогодишни прослави, беа актуелни и си уште ќе бидат актуелни овие 3 дена, па и новогодишната ноќ. За жал по пулс, строги се мерките за употреба на пиротехника. Инспекцијските служби беа ли засилени овој период? Беа ли на терен? Ајде ќе ве прашам и во изминатите месеци. Фативте случај на пиротехника? Драстично е зголемена откривачката дејност на Министерството за внатрешни работи во Видел. Оваа година споредано компаративно со лани. И пред оваа последна историска пратка, да речеме, која што е разоткриена со пиротехника, од прилика негде околу 35 тони пиротехника се откриени од страна на Министерството за внатрешни работи. И пред оваа пратка имавме драстично зголемена откривачка дејност, мислам дека беше 3 пати, 4 пати повеќе него компаративно гледано со претходната година. Тоа значи дека полициските службеници кои што работат во овој дел на откривачка дејност оваа година навистина многу подобро ја си ја сработиле работите него претходната година. И особени честитки за оние полиски службеници кои што го открија оној огромен канал за тргување со нелегална пиротехника, кој што беше откриен минатата недела. Навистина бројка од 35 тони пиротехника, не би знал да кажам колку парчиња е тоа. Претходно имавме констатација дека ако откривачката од прилика вкупна количина беше негде околу 180 илјади парчиња, компарирано со претходната година негде 3 до 4 пати повеќе, со овие 35 тони пиротехника кои што се откриени, навистина не би знал да кажам колку многу парчиња се, додека не ги избројат, но мислам дека ќе биде многу пати зголемена откривачката дејност со последнава акција во споредба со сите претходни години. Кога сме кај системот казни, за народски да ни дојде памет, системот, проектот Безбеден град или Safe City предизвика големо внимание кај граѓаните. Ајде прво да ја започнеме темата. Каков е одзивот на граѓаните? Еве сега, ако ја погледнеме мапата на Скопје, ќе забележиме дека буквално сите сообраќајници се обоени во црвена боја, дека има сообраќаен метеж, дека има фреквенција на возила, но ако сме сега во сообраќајот и низ градските улици, ќе забележиме една, знаете каква разлика? Нема свирежи на автомобили, сите внимателно возат, ги почитуваат правилата. Па некако се научивме, се подсетивме на правилата и прописите во сообраќајот, како возачи одамна сме ги заборавиле, влезени во она што значеше скопски возење или скопски сообраќаен метеж. Така што вие ги знаете и податоците, еве како бројки, вие знаете веројатно и во комуникација и со граѓаните, каков е одзивот, колку проценти го поддржуваат Безбеден град, затоа што сметаат дека треба да постои,
а колку едноставно се придржуваат на правилата и прописите, затоа што ете така поставена и мора сега нели да не добиеме казна, ама одвај чекаме некако да фатиме некоја кривина и да не успее системот. Согласно последните информации кои што ги добив од одредени статистики и анализи кои што се вршат на мерење на јавно мислење, па не верувам дека има проект кој што е повеќе поддржан од граѓаните од СЕФСИТИ. Поврзано со констатирање на сообраќајни правила. Претходно што над 82% од македонските граѓани даваат поддршка за целосна имплементација на овој проект. Што е навистина сте од бројката? Навистина е. Па не знам друг проект бројка. кој што било кое министерство го имплементирало во минатото, кој што бил поддржан со особено Министерството за внатрешни работи, кој што бил поддржан со ваков процент на да се сменат навиките е голема работа, знаете и на вие. граѓаните. Видете, многу пати ова сум го кажал претходно, навистина човековиот живот нема цена. Овој проект покажува дека и како може да спасува човечки животи, имајќи предвид дека, еве, особено во Скопје сега, никој повеќе не лудува по улиците, особено во рамки на, да речам, оние жешки временски зони кои што сме ги имале претходно на настанување на сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди. Сообраќајот е многу смирен, тоа го говорат македонските граѓани, тоа го говорат скопјани. Нема повеќе таква тензија низ буливарите во Скопје, се забележува. Јас секојдневно наистина како еден од луѓето кои што ги имплементираме овој проект, добивам многу честитки од страна на граѓаните во делот на имплементацијата на овој проект, заради тоа што секој еден граѓанин веќе разбира дека навистина ова паметно решение спасува човечки животи. Ова паметно решение подобрува безбедност во рамки на сообраќајот. И ова паметно решение мораме да го имплементираме. На крајот на денот ваков тип на паметно решение македонските граѓани имаат видено скоро во секој еден град во Европа. Дали секој град во Македонија ќе добие едно вакво паметно решение за сообраќајот и дали сите автопатишта низ државата ќе бидат покриени со камери? Тоа е финалната цел. Прва фаза од имплементација на SafeCity е Скопје-Куманово, Тетово коридор 8 и коридор 10. Добро. Понатаму другите се обесправени никако. Не. Шегата на страна, но кога и тие ќе добијат? Ништо во животот не можеме да реализираме одеднаш и на секое едно поле каде што има интерес да го реализираме. Секогаш треба да почнеме, за да можеме да дојдеме до крајната цел со многу работа, со многу труд и со многу вложена енергија. Така да и со овој проект. Ако било лесно да се имплементира, ќе го имплементирале уште 2008-2009 кога е трнато со набавка и со желба да се имплементира овој паметен систем. Така да наеднаш не можеме да го имплементираме на територија на цела Македонија. Но во 2026 до крајот ќе биде? Ќе биде. Ќе биде? Ќе биде, да. Се надевам дека ќе биде од прилика на среде 2026 да го имаме на територија на цела Македонија. Од 1 февруари останува дека ќе казнува? Од 1 февруари официјално започнува имплементација на проектот SafeCity и се надевам дека бројките на смртни случаи и бројките на повредени луѓе драстично ќе продолжат да се намалуваат. Ајде малку објаснете го само нивелирањето на казнивоста во однос на пропишаната брзина. Тука некој имаше нејасноти. Ако е пропишано во населено место 50, а се забележи на радар со 56, 57, рековте, таа е толеранцијата, дека нема да добие казна. Така е. Што значи тоа за тие 6 или 7 Тоа пречекорување? Дека ќе бидат нивелирани камерите? Или како? Или ќе ја добие опомената казната, па можеби граѓаните после тоа планирате како? Уште повеќе административни трошоци, па преговорите поднесуваат. Како ќе се регулира тоа? Тоа значи дека доколку сообраќајен прекршок биде констатиран од страна на паметниот систем, вие возите минимум 57 таму каде што е дозволено 50. Добро. Односно, сообраќајен прекршок од 50 до 56, паметниот SafeCity систем нема да го констатира. Тоа значи тоа. Добра. Но, доколку сторите кривично дело, сериозен прекршок, со брзина така? од 50 до 56
6, што се утврдува со други мерни уреди, нели, доколку биде повреден пешак со тешки телесни повреди, не да боже, почине на лице место, доаѓаат и други увидни екипи од страна на Министерството за внатрешни работи, вештаци утврдуваат точно со која брзина се движело конкретното моторно возило. Што ми е поентата? Учесниците во сообраќајот треба да почитуваат брзината која што е утврдена согласно закон. Не за џабе е 50 брзина утврдена како максимална брзина за движење во град. Зошто? Заради тоа што од 10 удрени пешаци со брзина 50 преживуваат двајца, а со брзина 30 од 10 удрени пешаци преживуваат 8. Тоа е ваша статистика? Не, тоа е светска статистика согласно параметри кои што нажалост е таква како што е. Министерството за внатрешни работи не прави никоја статистика со оглед на тоа дека имаме сериозни прекршоци и годинава и годините. Едноставно мора да се научиме да ги почитуваме правилата на игра. Без оглед во кој дел од нашето општествено живење тие правила на игра, ние сме се договориле да ги утврдиме. Има зошто е 50. И сега гледам многу дебати од аспект на можело и 60, можело и 70, па требало 80 и така натаму и така натаму. Навистина мислам, ние македонците знаеме да се правиме експерти да бидеме на секоја поле и на секоја тема. Особено ако сме на слава или ако седнеме на Facebook да чкрапаме. Експерти сме за се и се што. Таа ни е посебна дарба, министр. Ама има правила на игра. Тие правила на игра не сме ги измислиле ние во Министерството за внатрешни работи. То се светски статистики и светски параметри врз основа на кои што се утврдува начин на постапување во било која ситуација. Вајда ние не ги измислуваме брзините на движење. Да, се согласувам, треба да се нивелираат. И веќе ги нивелираме. Мислам дека македонските граѓани имаат успеано да приметат барем оние што доаѓаат од Велес во Скопје, дека на влез на Скопје знакот од 50 е нивелиран на 70, таму каде што беше претходно поставен. Исто од Тетово спрема Скопје, знакот од 50 е нивелиран на 70. Односно, првен има 50 знак, па 70, па 70 па 50 па влегуваме во рамки на централното градско јадро. Тука беа најголемите приставки од граѓаните дека треба продолжиме да ги закочат, нивелираме брзините согласно нови сообраќајни проекти и така натаму и така натаму. Тоа го работиме подолг временски период. Но брзините на движење, пак ќе повторам, мора да ги почитуваме така што се дадени. Да, ќе има толеранција во рамки на евидентирање на прекршокот, но тоа ќе биде толеранција во делот на системот нема да детектира прекршок од 50 до 56. Ќе почне да го детектира на 57, но ако направиме некоја белја со 55, тоа значи дека ќе треба да се сносиме одговорност од аспект на сторување на кривично дело. Не дај Боже ако удриме некој кој што управува велосипед, пешак и така натаму. Не дај Боже да сториме кривично дело од во онаа рамка на брзина која што кажуваме дека е толерантна од аспект на сейфсити. Повторно ќе одговарам. Заради тоа ги замолувам македонските граѓани да продолжат да ги почитуваат сообраќајните правила како што ги почитуваат овој временски период, од кога почнавме со имплементација на сейфсити, навистина тие покажаа дека можат да се однесуваат согласно сообраќајни правила и во рамки на наша убава Македонија, не само кога одат у Австрија, Швајцарија и Германија. И тие покажаа дека бројките на повредени, особено со тешки телесни повреди, и упатени до клиника за травматологија се намалуваат за овие месец дена. 20%. Ако да речеме дека би го задржале како бројка на намалување на сообраќајни незгоди генерално или намалување на повредени со тешки телесни повреди или пак намалување на смртните случаи кои што ги имаме во Македонија. Ако лани сме имале 142, оваа година тоа би требало да значи дека отприлика за негде околу наредната година, се извинувам, 2026 година, тоа би значило дека отприлика негде помеѓу 25 и 30 човечки животи треба да ги спасиме компарирано со претходните години. Верувајте ми, тоа е многу.
И се надевам дека понатаму во текот на годините ќе успееме да достигнеме она европска стремеж која што е, не знам, 2050 година, да имаме 0 човечки животи како последица на непочитување на сообраќајни правила. И тоа е директна заслуга пак на македонските граѓани. Не е заслуга ни на министерот, не е заслуга ни на не знам кабинетот на министерот, нити па на полициските службеници. Тоа е директна заслуга на македонските граѓани кои што решиле да го почитуваат законот, односно да го забават управувањето со моторните возила. Министре, благодарам за разговорот, благодарам. Посакувам во добро здравје да испратите оваа година и да ве следи во 2026 година. И ви посакувам исто така и вам убаво здравје и убави моменти во наредната година.